Иницијативата на југоистокот за прогласување на Беласица, Огражден, Кожув и Дојранско езеро за национални паркови ќе бара поддршка од пошироката научна и стручна јавност. Лекари, биолози и јавни личности се повикани да застанат зад предлогот со кој што деновиве излегоа повеќе здруженија од југоисточниот регион. Крајната цел на иницијативата е да се спречи експлоатација на рудните богатства преку отворање на рудници. Се изработи предлог програма која што ќе биде јавно објавена. Ова е долгорочен процес, сите знаеме дека согласно законот прогласување на национални паркови е постапка која што оди која трае 2 до 3 години, но ние сме убедени дека заедно со граѓаните, заедно со стручната јавност, заедно со локалната самоуправа. Знаете, локалната самоуправа во Гевгелија, почнувајќи од градоначалник Совети, Наваландово, на Богданци, Дојран, Ново село во Силово, сите застана јасно и гласно во заштита на човековата околина, а тој е отпор против изградот на новите рудници, и тоа е на комплементарна активност која што сметаме дека ова национално богатство со кое што располага нашата мала прекрасна држава, мораме да го заштитиме. На Македонија не им треба индустрија од типот на рударство, Г1, најзагадувачката индустрија во светот. На Македонија и треба да го зачува ова природно богатство кое што имаме. Организаторите се убедени дека и градоначалниците од југоистокот ќе застанат зад иницијативата, со оглед дека досега многу пати се изјасниле против отворање рудници во нивниот регион. Според Наков, потребна е масовна мобилизација и вклученост на граѓаните со цел да се влијае врз институциите и политичарите, да се сврти вниманието на овој проблем.